Здраво, јас сум Изабела Екимова и ги водам часовите по детско драмско на детското драмско студио 5+. И во прилог следат завршните вежби на учениците кои присуствуваа на часовите. Уживајте! Учи, глава бучи, а умот врти сучи. Учи, глава бучи, а умот врти сучи. Срце чука, тика-так, тика-тика-тика-так. Учи, глава бучи. Сега ќе звони. Математика, физика, хемија, јазици, Македонски, француски, германски, англиски. ликовно и природни науки. Со проекти имам се на глава ми Трето тежи мама и тато. Само не се ежи. И здраво на сите! Добре дојдовте во нашата шарена емисија. Денеска ќе имате честа да ги запознаете нашите најмлади и најталентирани репортери, дописничари од нашата држава, од странство и дури од друга планета, актери, актерки, пеачи и пеачки. Ви благодарам што не следите. Оваа шарена емисија ќе започнеме со нашиот репортер од Зоолошката градина во Скопје, Иван Десков. Здраво, Иван Десков тука. Денес во Зоолошката градина во Скопје се случил најголемиот роден ден на слоницата Дуња. Таа ги покажувала подароците на сите посетители. Еден лемур од лемурите, една бисерошка од корнилскиот конј, една голема убава гранка од лавот и кило банани од мајмунот Мики. Иако порано беа скарани, жирафата Живка Жирафовска дека била обвинета дека ги јавила лисијата на дрвото на слоницата на дрвото на слоницата Дуња, ама она одлучила да дојде на роденденот и да донесе подарок. И на роденденот разјаснија дека дрвото не е само на едната, туку на двете, дека е насадено во средината на двата двора и одлучија во иднина се да делат заедно. Ви благодарам. А сега следи нашата репортерка Дарија, која ќе ни извести директно од Зоолошката градина на Марс. Здраво, јас сум Дарија, известам директно преку Марс. Само што ми извести дека животните почеа се зголемуваат, бидејќи почел да паѓа метеорски дожд. Мравката веќе била голема колку целата зграда, а Солот легало колку целата планета Земја. Може да погледнете, му се гледат ушите. Чао! Сега следи првиот блок реклами со Ана и Михаил. Новиот прашок за перење бели алишта е достапен и во Македонија. Пери носи, купете го додека се уште го има. Магичен со прекрасен мирис на камилица. Вашите бели алишта ќе мирисаат совршено со само едно перење. Тоа не се после перењето со овој прашок, вие нема да морате да перете наредните месец дена. Но тоа не е се. Ако нарачате, одма добивате гратис сапун со антибактериско својство. Сега следат интересни факти за Шведска и кочани. Здраво, знаете ли дека од Јужна Шведска до Северна Шведска е исто долго како од Јужна Шведска до Македонија? Тоа беше се од мене. Чао! Добар ден, драги гледачи! Моето име е Михаил и јас сум вашиот вистински дописничар на шарена емисија и известен директно од необајот град Кочани. Кочани е познат по најубав и највкусен кочански ориз. А исто така во нашиот град се наоѓа и Кочанска река. Уште една важна информација е дека при нашиот град ја имаме прибавата планина Солово. Ало? Аха, сега ќе ти донесам ориз.
Ајде. Дали сте спремни за утринска гимнастика со Ана? Моето име е Ана и јас денеска ќе бидам вашиот гуру што ќе воднесе во светот на утринската гимнастика. Хајде сите да станеме и да се размрдаме. За почеток размрдуваме врат. Сега одиме на веќе и показалците. Одлични сте сите. И за крај да видиме кој најмногу ќе задржи воздух. 3, 2, 1, почнете! Сега следи интервју со нашата најпозната балканска звезда Кјара Ајлиш. Добар ден, моето име е Кјара Ајлиш. Се занимавам со музика веќе 15 години. Што од малечка се умнувам да бидам пеачка. Сум многу среќна дека кога живеам тој со голема сцена, публика, едноставно сум пресреќна знаејќи дека милион луѓе широм Балканот ги знаат моите песни. Дали сакате нешто да ви отпеам? I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. Толку беше од мојата песна. Чао! Сега следи вториот блок реклами со Дарија. Овие фломастери може да ви помогнат за вашите вежби по ликовно. А црниот фломастер има плюс моќ. Тој кога ќе го врзете напред да вршите домашна работа, вие само ги кажувате на дечите зборови. Напиши домашно. И ти веднаш ќе се вати здравата. Чао! И дојде ред за рубриката Погоди кој имитирам. Во оваа рубрика ги гледаме последниот редослед Михаил, Иван и Ана. Добар ден, деца. Еве, поверите, ви носам колачи. А сега морам да одам. Ова, гушец. Де ти, гушецу? Чек малку. Ова е играчка. Играчка. Сега, вие најдовте со стара жена си играте. Сега, јас ќе си ги земам колачињата, на вас нема колачиња. Ајде сега, чао. Дали може да погодите кого имитираше Михаил? Знам кој е. Тоа е тетка Душка. Така е. А сега го имаме Иван со неговата имитација. Јас го барам тајниот предмет. Што е ова? Ова има шанса да биде тајниот предмет. Одам да го скенирам. Тајен предмет, маус, ова не е маус. Нема опасни брацени ништо. Ова може би е компјутерски маус. Јеј, го најдов тајниот предмет. Дали може некој да погоди кого имитираш Иван? Знам кој е тоа е детективот Светко. Така е. А сега Ана. Офле, коска бастунот си го изгубив. Севдомори бастунот си го изгубив. Како ќе отидам сега до продавница.
Кој може да погоди кого имитираше Ана? Јас, тоа е Дедо Менте. Така е. И сега за крај следи временска прогноза. Така е, Изабела. Сите не интересира какво ќе биде времето наредната недела, за да знаеме дали да седиме дома да ја гледаме омилената емисија или да одиме надвор да се дружиме со другари. Затоа сме тука јас и Марко. Оваа недела се очекува доста променливо време. Понеделник очекуваме дожд, кој не треба да го гледаме негативно. Напротив, некогаш е доволно само да излеземе и уживаме во него. Вторник ќе биде облачно и ќе има обилни врнежи од дожд, што може да направат и мали поплави во котлините. А среда се очекува краток земјотрес кој ќе наразбуди, бидејќи очигледно сме сите многу поспани и многу често не знаеме да ги чениме ситните и искрени работи. Како и да е, запомнете. Нема лошо време, има лоша и неубава мисла и облик. Мислете позитивно и учете да се радувате на природата. Убава вечер! Така е, Марко и Кјара, и дојде крајот на нашата кратка и сладка шарена емисија. Се гледаме во следната, се надевам во подобри услови. Чао!